Денес со нас во Viva магазин едно младо и доста успешно и талентирано момче, драги гледачи, Јован Радњански. Јован, здраво. Здраво, Ксенија. Ти благодарам што дојде и што одвои време да ни гостуваш. Ти благодарам за поканата. Се радам се чувствуваш пријатно тука со нас. Апсолутно, во твое присуство сигурно се чувствувам. Така. Би сакала да поразговараме за нешто што можеби на гледачите не им е толку познато за тебе, но е доста интересен момент и доста интересен факт и многу битен факт за твоето здравје и кондиција. Значи, пред се, јас знам дека ти, Јован, се бавиш со една јапонска боречка вештина, со која што ја држуваш твојата кондиција, твоето здравје и твојот изглед. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Па, ака веќе 2 години, можеби и повеќе се занимавам со боречка вештина нинџуцу. Тоа е традиционална јапонска боречка вештина која што потекнува од средниот век во Јапонија, која што во последно време завзема голем замав не само во Европа, туку и во целиот свет. Јапонската боречка вештина нинџуцу не е само боречка вештина, таа во себе ги содржи повеќе компоненти, повеќе елементи, како што се начин на живење, начин на исхрана и пред се најглавното боречка вештина. Инаку станува збор за една доста опасна боречка вештина во која што најчесто се изучуваат слабите точки на противникот. Противникот се совладува на тој начин што може да се искористи неговата слабост, па често пати знае да дојде и до фрактура, до голема повреда. За среќа досега не сум бил повреден така посериозно, мада во моментот имам една мала повреда на дискусот, која што ме оддалечи од тренинзи некаде на околу 3 месеци. И сега морам да признам дека за македонската естрада можеби не е толку својствено да еден пејач се занимава со една таква, да кажам, екстремна боречка вештина. Што те натера и како се реши да се занимаваш со оваа вештина? Едноставно сакав да почнам да вежбам нешто. Прво претходно одев во теретана, па потоа во Кавадарци во мојот роден град се отвори еден клуб под водство на сенсеј Благој Таневски, кој што има добиено втор дан во Белград и ја отвори школата, бидејќи уште претходно приватно се познававме, ме праша дали сакам да бидам дел, затоа што знаеше дека сум физички подготвен, дека постојано трчав, вежбав, како млад имав тренирано доста време и гимнастика. Знаеше дека физичките предиспозиции мои дозволуваат да го тренирам тоа и уште на самиот почеток го оформивме клубот. И еве го, клубот од ден денеска функционира и покрај тоа што сум малце на пауза, едва чекам времето малце да се стопли, да ми помине повредата и да почнам пак со тренинзи. Од ова што ми кажа доби впечаток дека ти уште од мали нозе нели се занимаваш со спорт, занимаваш на својот изглед, занимаваш на својата кондиција. Колку ти е важно тоа? Значи не само како еден пејач во твојата кондиција изглед, но како еден секојдневен човек. Колку е важно? Изгледот на моето тело ми е број 1. Значи кога сакам да изгледам убаво, а тоа го постигнувам на тој начин што постојано вежбам, на тој начин што постојано внесувам здрава храна, внимавам на начинот и режимот на исхрана и се движам во една граница од 68 до 70 килограми и тоа е некаде во континуитет назад повеќе од 5 години. Немам паднато и покачано некој килограм плюс, значи се држам на константно. Вежбањето ми помага да изгледам помлад од тоа што сум и едноставно кога вежбаш ти зрачиш некако повеќе позитивна енергија, повеќе карма имаш и за се друго во животот е повеќе од потребна. Дали мислиш дека во Македонија се внимава на тој момент? Дали мислиш дека македонците се грижат од својот изглед од значи перспективата на физичка активност на спортот? Јас ќе му забележам на дел од моите колеги кои што сметам дека водат грижа за својот изглед, нормално како се облекуваат, како изгледаат, но треба малце да се поработи и на својата физичка активност, затоа што убавината на човекот доаѓа од физичката активност. Едноставно бојата на очите и сејат на очите е подруг кога си имал претходно некакви физички активности. И гледам дека дел од моите колеги и моите пријатели не внимаваат пред се ни на начинот на исхрана, нити на се друго кое што е поврзано со изгледот на убаво тело. Сега кога зборувавме за оваа боречка вештина што ми ја објасни, ти си бил дел од неколку надпревари, така, значи тоа не е само хоби, нека до еден степен и предизвик да бидеш што подобар и што подобар. Кажи ми нешто повеќе за тие надпревари. Па не се некои класични надпревари, туку тоа се еден вид на презентации и на промоции на сето она кое што мојот ниџуцу клуб Буџинкан го има подготвено до сега. Затоа што кажав дека е опасна боречка вештина и затоа што после секоја борба може да се остават сериозни последици према противникот, ние обично ги стимулираме борбите, значи внимаваме да не дојде до повреда. Едноставно само како на еден начин го глумиме сето тоа и му го презентираме на клубот, му го презентираме на јавноста тоа што го знаеме. Последниот наш не надпревар, туку последната наша презентација беше на еден турнир во кикбокс. Обично соработуваме со Кикбокс Федерацијата на Македонија.
и по тој повод секаде кај што тие одржуваат надпревари, не канат, да речеме, на паузата ние да изведеме дел од боречките вештини. Исто така презентациите се прават и надвор од Македонија. Мојот клуб има соработка со нинџуцу клубот од Белград, нинџуцу клубот од Подгорица и едноставно соработуваме со нив кога има такви не надпреварувања, туку презентации, а исто така и нашите боречки вештини се искажуваат и на семинари. Најчесто семинари ги организира еден клуб, па ги покануваме сите можни клубови кои што се познати одека на Балканот, се собираме на едно место и едноставно ги разменуваме искуствата, колку тие научиле, колку ние научиле. Да се пофалам за волја на вистината, кај нас во нашиот клуб има дојдено и еминентни личности од оваа област, како Свен Ерик, кој што е со 10-ти дан нинџуцу мајстор од Германија, исто така доста познати мајстори од Белград, а имаме и една прекрасна соработка и со нинџуцу клубот кој што се наоѓа тука во Скопје. Така, значи освен тоа што многу вежбаш, внимаваш на својата физичка кондиција, на својот изглед, како исто така се негуваш? Дали сам внимаваш на естетиката? Внимаваш на тоа како изгледаш, како си облечен, тие мали некои детали или можеби тоа не ти е толку важно? Важно ми е и тоа како. Имам приметено дека не би можел сам да се грижам максимално за тоа како изгледам. Има еден дел кај мене што недостасува онаа естетика, да сум сигурен дека тоа што ќе го облечам добро ми стои и затоа имам добиено и многу критики дека изгледат баш, значи гардеробата која што ја носам и не е баш онака соодветна во тој момент, но затоа се тука луѓе на кои што им верувам и на кои што ги посоветувам, па ми помагаат едноставно да ми кажат дека тоа, да речеме, тоа добро изгледаш и ако ми кажат дека во тоа добро изгледам, можеби малку и претерано го носам, но барем сакам да бидам сигурен. Ајде сега малку за она нормално музичка кариера, што е твојата главна професија. Кажи ми што има ново на музички план, каде може да те видиме, што може да очекуваме од тебе? Па наскоро треба да излезе мојата нова песна. Луѓето се навикнати да слушаат од мене балади, барем така ми имаат кажано и покрај тоа што имам 2 брзи песни. Но оставив еден белок како човек кој што пее балади. Овој пат нема да биде така. Новата песна која што треба да биде во некој ретро денс поп ритам, треба да излезе за ајде да не кажам за 2 недели, но еве во текот на февруари треба да излезе. За таа песна немам некој план да снимам спот, туку за наредната песна која што ќе излезе во мај месец ќе снимам спот. Првичната песна за која што ти зборував требаше да иде на конкурсот за Евровизија, но во последен момент ја откажав затоа што уште стојам на тоа дека фестивалите во Македонија не се добар начин на презентација, но од финансиски аспект не се толку добри, затоа што парите кои што ќе го уложиш за фестивалот, за изгледот, за SMS пораки и за луѓето кои што ќе бидат позади во географија, можеш едноставно да ги уложиш во еден спот, а спотот се знае дека повеќе време ќе држи медиумски простор него ли еден настав, да речеме, на Евровизија или на Макфест. Дали внимаваше на исхраната, затоа што знаеме дека ете така многу гурмани си дозволува да си накачат неколку килограми неубавите македонски трпези, дали ти беше дел од таа група или можеби не? Па еве може да ме погледнеш и слободно да ми кажеш дали. Јас морам да кажам дека одлично изгледаш, значи мислам дека си внимавал на првите. Така Јован, тука е некаде крајот на нашиот разговор денес. Јас би ти се заблагодарила за твоето гостување, ти посакувам многу успех на кариерата и успех во спортот и да останеш така физички активен како што си до сега. А за крај, како што е нели ред да им порачаш нешто на гледачите, нека убава мисла за новата 2011 година од тебе. Да бидат живи, здрави, да водат здрав живот и да тренираат што е можно повеќе, затоа што тоа е клучот на успехот за се.